Ако некој има можност да ги поправи работите, тоа значи дека има должност да го стори тоа. Знаеме, како премиер и како влада, дека народниот правобранител е една од најважните алки меѓу граѓаните и системот во остварување на човековите слободи и права. Уште на почетокот на ова мое обраќање сакам да ве уверам. Ќе придонесеме со се што е во наша надлежност за да го унапредиме и зголемиме ефикасното и достоинствено функционирање на институцијата Народен правобранител во Република Македонија. Тоа што сме овде заедно, носителите на извршната, на законодавната, на судската власт, за да го одбележиме значајниот јубилеј 20 години Народен правобранител во Република Македонија, означува висока свест кај сите во општеството, политичарите, институциите, организациите, граѓаните, дека власта не смее да значи моќ, затоа што таа во демократските општества, во какво што ја градиме нашата држава, е пред се и над се одговорност. Поддршката на свеченото одбележување на овој 20 годишен јубилеј на институцијата Народен правобранител, како и на 10 годишнината од постоењето на Асоциацијата на омбудсмани на Медитеранот, чиј што домаќин годинава е нашава држава, нека биде порака дека ја знаеме нашата должност. Народниот правобранител, како институција најдостапна за граѓаните, мора да дозволиме да стои на браникот на заштитата на човековите слободи и права. Граѓаните на Република Македонија имаат потреба да живеат во правна и праведна држава и должни сме Република Македонија да ја изградиме во праведна и правна држава подеднакво за сите. Без привилегирани, со тоа придонесуваме за заштита на слободата и развојот на правата и правдата на секаде во светот. Почитувани присутни, почитуван народен правобранител Иџет Мемети, правобранители и представници на институциите Народен правобранител во Македонија и од целиот регион, почитуван председателе на Собранието на Република Македонија Тала Џафери и пратеници во парламентот, почитувана Еринда Баланца, председателка на Асоциацијата на абдусмани на Медитеранот и омбудсмани на Република Албанија и Бојана Урумова, заменик директорка во Канцеларијата на Комесарот за човекови права на Советот на Европа, почитуван председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, господине Селмани и представници на медиумите, почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани граѓани. Институционалното јакнење на народниот правобранител беше меѓу приоритетите во реформите на правосудниот систем и на разузнавачките и безбедносните служби, што ги спроведовме со планот 369 и ќе остане на приоритетната листа и во идните реформски потфати на владата. Овозможивме за не цела година зајакнување на кадровските капацитети на народниот правобранител со 10 нови вработувања во Канцеларијата на народниот правобранител, во формираниот Совет за следење на имплементацијата на значајните реформи во правосудството за период 2017-2022 година, член и народниот правобранител. Дадени се ингеренции на народниот правобранител и во дефинирањето модел и правна рамка за надворешен независен механизам за надзор на работата на полицијата, во соработка со Советот на Европа и со народниот правобранител. Согласно усвоениот модел од владата за надворешниот механизам, во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе се формира посебно оделение кое ќе биде надлежно единствено за гонење на кривичните дела сторени од страна на вработените во Министерството за внатрешни работи и припадниците на затворската полиција. Но исто така и кај народниот правобранител ќе се формира посебно оделение. Од страна на парламентот за оваа цел веќе се донесени изменувањата и дополнувањата на Законот за народниот правобранител, со кој што се овозможува создавањето посебно надворешно тело како дополнителен коректив на системот на истраге при кривични дела извршени од страна на властени службени лица при Министерството за внатрешни работи и припадниците на затворската полиција. Предвидено е во рамките на народниот правобранител да биде формирана таа посебна организациона единица механизам за граѓанска контрола со тројца представници од невладините организации кои заедно со народниот правобранител ќе превземаат потребни дејства и мерки за заштита. Покрај овие заложби на владата, сакам да апелирам до сите институции во државата за максимална отвореност кон институцијата Народен правобранител и за комуникација поставена на висока професионалност, доверба
и одговорност. Тоа што во 20 годишното постоење на Народниот правобранител над 120.000 граѓани ги отвориле вратите на институцијата, говори колкова е потребата од овој орган, во кој што и светот веќе препознава важен национален превентивен механизам и промотор на слободите и правата на граѓаните. Свесно не говорев за досегашните системски слабости. Сакам и порачувам да гледаме напред, кон иднината на нашите граѓани во Македонија и во светот. Народниот правобранител, представниците на Канцеларијата на Народниот правобранител во Македонија, омбудсманот од регионот Европа и светот, сакам да знаете, ја имате поддршката на владата и на граѓаните на Република Македонија. Возвратете со совесна и одговорна работа. Потребни сте. Честит јубилеј, 20 години народен правобранител во Република Македонија и 10 години од постоењето на Асоциацијата на омбудсмани на Медитеранот, чие годишно собрание ова година е во нашата држава. Верувам дека ќе се покажеме како добри домакини. Благодарам.